Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е градоначалникот на Скопската општина Центар, господинот Горан Герасимовски. Градоначалнику, поднесовте иницијатива до ЗЛС за конфискација на дивоградби, изградени на државно земјиште. Какви се вашите очекувања за оваа иницијатива? Увидувајќи го проблемот кој каков беше поттикот и зашто е поднесена иницијативата од моја страна, при тоа што се соочуваме со проблем со одредени дивоградби кои што се градат на државно земјиште во зелен појас, иако е постапено целосно од наша страна како општина, поставени жолти ленти, пишани казни за отстранување и рушење на дивоизграден објект, се соочуваме со огромни финансиски средства кои што треба да ги искористиме за негово отстранување. Ние за два објекти кои што се планирани за отстранување последниот месец потребни ни беа околу 5 милиони денари. За истите ги оневозможиме да бидат функционални и се соочуваме со проблем да се срушат неколку стуба од објектот. Тој не е во можност да биде функционален и да работи, но во истиот се населуваат роми, се населуваат бездомници, ствараат дополнителни проблеми во околината, а за да отстранеме целиот објект потребни се неколку пати дуплирани тие средства и представува огромен проблем на општината и на општинскиот буџет. Какви ви се вашите планови? Што понатака со тие дивоградби доколку ви се усвои една ваква иницијатива, имајќи в предвид дека јавниот простор е веќе узурпиран, основната цел на Агенцијата за конфискација на имот е да го продаде земјиштето што ќе го конфискува. Дали може би размислите или го осмислите тој дел со можноста инвеститорите после на лицитација да си ги откупат дивоградбите? Значи, ја гледаме прво можноста да истите се конфискуваат преку одземен имот и се даваат за потреби на предимство да имаат општините. Секогаш имаме потребни од дополнителни канцеларии, би ги дале на невладин сектор, на организации кои што имаат потреба да функционираат, имаме потреба од пензионерски домови и така натаму. Имаме многу можности за што би ги искористили листите. Зборувате за промени на два закони, но веќе во кривичниот законник во членот 244 ми се чини дека стои веќе опцијата покрај казна затвор за сторител бесправно изграден објект да му биде и одземен објектот. Зошто досега ова во пракса не се спроведува? Во минатото имало и член во законот и ингеренции самите градежни инспектори во општините од 2009 кои што укина да имаат можност за конфискација. Преку овој закон, преку овие неколку измени во делот на овие два закони, ние даваме предлог и можност да преку Агенцијата за одземен имот истите ги конфискува и ги даде на намена за или државата или за општините. Во тој контекст, дали сте поднеле кривични пријави до обвинителството против инвеститори на дивоградби? Во минатото има поднесено кривични пријави за несовесни инвеститори. Ние неколку пати ги имаме и казнувано и во тек на градба и од кога ќе заврши градбата имаме и затворени градилишта со години, но јас секогаш барам друг начин на решение. Тоа затварање на градилиште стои грда слика и грд објект кој што нема функционалност и со години само смета во околината. Според судската пракса нема многу правни разрешници на вакви случаи каде што велите дека биле поднесувани кривични пријави за инвеститори кои што бесправно граделе. Дали во таква ситуација единствениот излез вие само алтернативни решенија за да на крајот се спроведе законот, кога веќе обвинителството и судството не го вршат својот дел од работата? Некои судски одлуки одат споро, некои решенија за рушење и паѓаат, па по неколку пати пишуваме дополнителни дообјаснувања во решенијата за рушење. Верувам дека во иднина ќе потикнеме да кај сите се развие светса. Зошто оваа иницијатива ја поднесовте до ЗЛС, а не можеби до вашите колеги сопартици кои што се пратеници и го имаат мнозинството во собранието и на крајот на денот во собрание се носат измени на вакви закони? Отворивте ли дебата внатре во редовите на партијата? Да, чекорите се такви да секоја иницијатива проводи во ЗЛС, па истата ја достава до Министерството и до владата. Јас дополнително и покрај доставата до ЗЛС, како што и напоменав, побарав и лични средби со министрите, поразговарав со одредени партиски функционери кои што
имаат можност да дополнително дадат ветер во грб и успееме во овие иницијативи. Има согласност од повеќе страни. Верувам дека, како што нагласив, со повеќе дебати изнајдеме решение и на овој проблем со кој се соочуваме сите. Вие минатата година поднесовте една иницијатива до ЗЛС каде што побаравте измени во законот кој што се однесува на дооформување на градежна парцела. Што се случи со таа иницијатива? До каде е постапката? Да, законската можност е доколку поседувате 30% од земјиштето да ја дооформите парцелата со останатите 70%. Јас гледајќи го и ветувајќи го тоа и во предизборието бараме начини како да го заштитиме државното земјиште и не го распродаваме. Направивме предлог иницијатива да се смени таа бројка и 70% доколку имате собственост да можете да ги дооформите останатите 30%. Истата е доставена до ЗЕЛС. Од ЗЕЛС е доставена, мислам дека и до транспорт и врски. На состанокот кој што ќе го имам наредните денови со министерот покрај оваа иницијатива ќе отворам темата и за иницијативата 70-30. Во моментов се подготвуваат и други иницијативи од страна на општината, ги согледуваме проблемите со кои се соочуваме и на терен и со кои се соочуваат и самите граѓани. На пострмните делови, деловите на водно, имаат законска можност да котата се земе од долна улица, а висината е 5+2 и од горната улица они почнуваат да градат од долу и добиваат фактички плюс дополнителни неколку спрата, што го оштетува и самото земјиште и околината, станува збор за стрмно земјиште, водно знаеме колку е изградено и што се соочуваме на водно. И во моментов се бара начин да преку иницијатива го заштитиме и тоа, односно да котата се зема од долна улица, не од долните улици, да се добие можност за неколку спрата и тоа да го стопираме. Ке ве вратам малку на иницијативата 70-30, како што ја нарековте вие. Таа е поднесена пред една година. Зошто досега не е влезена во собраниска процедура? Имате ли информации од Министерството за транспорт или можеби од пратениците од вашата партија што се случува со таа иницијатива? Зошто не се разгледува? Пред нецелосна година да е поднесена самата иницијатива, како што нагласив, дополнително на состанокот кој што ќе го имаме, ќе отворам и оваа дискусија за да ги протнеме двете иницијативи и подискутираме околу двете иницијативи и нивни можности за прифаќање и измена на делови од членови во законот. До каде е процедурата за треска? Таму имаме важечки план. Имавме обид за преку регулација брзо го измениме планот Буњаковец 1 и 2, каде што потпаѓа и парцелата на треска. Од страна на градот имавме неколку состаноци, но гледаме дека таа иницијатива остана нерешена, поради тоа што и самиот совет на градот Скопје требаше да изгласа преку регулација да се овозможи правење на нов дуп токму на таа парцела. Отпочнати се со процедури за расчистување на објектите од страна на собствениците на одредени парцели до општината. Уште пред неколку години се стигнати многу барања, има и неколку и за градба, но во моментов е процедура за расчистување на земјиштето на треска, односно отстранување на објектите. Дали планирате да го продадете државното земјиште? Ми се чини дека таму околу 40% е државно земјиште. Дали тоа ќе го направите според сегашното постоечко законско решение со дооформување на парцела? Од тие парцели кои што имаат поднесено барање, мислам дека тоа што ме информира дека тоа е мал процент на парцела, околу 10%, 15%, што и не се големи бројки. Останатиот дел што е државно ќе потпадне нели под урбанизација на истото, односно решавање од делот на сообраќај, уличниот сообраќај, уличното решение, во делот на паркирањето, во делот на зеленилото. Иако нема градинка, ние правиме напор да собствениците, односно инвеститорите кои што во иднина би граделе, да во тој дел од општината се направи една градинка која што истите би ја донирале на
општината. Процедурите се во тек, не ода толку брзо, но ние како општина мораме да постапуваме по доставени барања во општината. Значи, таму секако ќе се гради. Што се случи со идејните решенија и со оној конкурс вашиот претходник што го спроведе за таа цела област околу треска? Немаме законска можност да го спроведеме сето тоа. Многу пати разговаравме за тој конкурс што е спроведен пред 2 години. Интересно идејно решение кое што го имаат направено урбанистите, но законска можност за целосно такво спроведување ние како општина немаме. Во што е проблемот? Сличен таков конкурс распиша ми се чини дека и вашиот колега во Кисела вода. Станува за проблемот за расадник таму. Да, приватно земјиште кое што има важечки дуб. Тоа значи дека во пракса ќе треба да го спроведете урбанистичкиот план што го донеса претходно сега веќе опозицијската ВМРО ДПМН додека било на владење, иако тој колку што знам не е во согласност со генералниот урбанистички. Таму има важечки дуб со одредени параметри и висини и ние во моментов мора да постапуваме по истиот. Се додека не се донесе нов дуб, во важност е стариот дуб кој што бил донесен претходно. Инвеститорот Бидњапи инженеринг и изведувачот на терен Арадико, ми се чини се вика фирмата, се казнати со вкупно 12.000 евра за пропаѓање на улицата 9 мај. Таа сума е во вредност за отприлика 6 метри квадратни од еден стан. Дали сметате дека е тоа доволна казна која што ќе ги натера инвеститорите да ги исправат направените грешки? На 9 мај имаме еден несовесен инвеститор кој што има направена огромна штета на граѓаните кои што живеат таму, а и на општината. Од страна на нашите инспектори се пишани казни при почнување на градбата и обезбедување на јамата, ставена е жолта лента, инвеститорот продолжува со градба, по дојава на граѓани дека се отстранети жолтите ленти и се продолжуваат со градба. Јас лично заедно со инспекторите, поддржани со екипа од МВР, излеговме на терен, ја стопиравме целосно градбата, ги увидовме правните можности што понатаму и како да делуваме како општина. Беше дадена насока до инвеститорот да ја обезбеди јамата и ги обезбеди зградите од несакани действија и ги разгледавме сите можности кои ги имаме правни за да реагираме. Во моментов се обезбедуваат објектите, чекаме да ги дообезбедат, да ја санираат улицата, па после ќе одлучиме што понатаму со самиот објект. Размислувате за кривична пријава? Таа секако ќе следува. Со кого обезбедувате мнозинство во Советот при носење на одлуки, ако се има в предвид дека вашата политичка партија го нема целосното мнозинство за сама да може да носи одлуки? Ние во општина Центар и немаме председател на Совет, имаме представач, а тоа е највозрастната наша советничка и таа е од групата на политичката група, односно коалиција на ВМРО ДПМН. И немаме никаков проблем и искрено можам да кажам дека до сега имаме коректна, да не речам одлична соработка. Сите оние предлози кои што до сега биле, а можете и да се навратите да видите што све е пројдено на како точки на Совет, се стриктно во интерес на граѓаните. Поголемиот број на точки се гласаат, да не речам, од сите советнички групи. А од овие други групи од кои најмногу имате поддршка? Имаме и од Левица, и од Шанса, како што кажав, и голем број на точки од ВМРО ДПМН. Ви благодарам за разговорот. Благодарам на поканата. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.